Неколку кинески готвачи во САД се обидуваат да ја променат перцепцијата за кинеската храна, дека таа не е само ефтина храна за носење, туку може да биде и врвна луксузна кујна. Еден од нив е и готвачот Болун Јао. Тој отвори ресторан во Њу Јорк и освои Мишелин звезда. Неговата цел е да ја спои традиционалната кинеска домашна кујна со фината гастрономија. Тој нуди дегустацијско мени и создава современа кинеска кујна со нов пристап кон класичните рецепти. So I'm blending in Western fine dining with traditional Chinese home cooking together into a new category called contemporary Chinese. Со него работи и готвачката Емили Юен, која сака да ги струши стереотипите дека кинеската храна не вреди да се плаќа скапо. Таа смета дека кинеската кујна бара голема вештина и е подеднакво вредна како француската или јапонската. I mean, I think Americans think that Chinese food is, like cheap or it's not like worth paying for. So I think we're like trying to break that preconception or that stereotype that Chinese food is like something that is not really like elevated or seen in like fine dining as much. Слично мислење со неа делат и другите готвачи. Тие додаваат дека луѓето често ја гледаат кинеската храна како ефтина и обична, без да ја разберат нејзината сложеност и традиција. And everyone thought about Chinese food is low cost or take out or noodle or rice. Still until today, it still have some people think about that. Експертите објаснуваат дека ваквите стереотипи имаат историски причини, но денес работите се менуваат. Се повеќе луѓе бараат квалитетна и автентична кинеска храна, а се повеќе кинески ресторани добиваат признанија. Пораката на овие готвачи е едноставна. Кинеската кујна заслужува место меѓу најдобрите во светот.